Благодарам. Ворете апелот за посуштинска дебата околу Законот за јавни набавки, ама само за илустрација, денеска за овој закон пријавени сме тројца пратеници од опозицијата и еден пратеник од парламентарното мнозинство, ама само за една паралела, кога се носел основниот закон за јавни набавки во 2007 година, согласно препораките на Европската комисија и на Сигма, 2 месеци бил заглавен во собрание. И јас како пратеник од 2011 година сведок сум на многу усогласување на Законот за јавни набавки согласно препораките на Европска комисија и на Сигма, кои што значија усовршување и надградување на системот за јавни набавки, а кои што измени на закон беа заглавувани тука со месеци од страна на тогашната опозиција, која што е сега дел од парламентарното мнозинство. Затоа јас сега ќе се задржам на суштинска дебата на Законот за јавни набавки, кој што го добиваме една година, точно една година после укинувањето на Советот за јавни набавки, Совет за јавни набавки кој што имаше улога да се дава согласност во ситуација на недоволна конкурентност на постапките и при користењето на постапката за преговарање без објавување на оглас, популарно наречена постапка во 4 очи, односно во ситуации на итност, во ситуации на дополнителни работи и слични други постапки. Меѓутоа, сведоци сме по укинувањето на Советот за јавни набавки во годинава наназад на многу контроверзни постапки за јавни набавки, односно под превезот на итност беа спроведувани многу постапки за јавни набавки без никаква согласност од бирото или од било која институција. Тоа за итност одлучуваа самите договорни органи, односно наместо да спроведуваат отворена постапка, се тераа набавки во 4 очи под превезот на итност, зашто бевме сведоци и во Министерството за образование, и во Министерството за здравство, во Електрајни на Македонија и така натаму. Колку од тие постапки се склучени во 4 очи не можеме да знаеме, затоа што ние се уште немаме го видено годишниот извештај за работа на Бирото за јавни набавки за 2017 година. За кој што бирото законски е обврзано до мај месец да го поднесува до владата, а сега веќе сме на прагот на декември месец, тој не е поднесен до влада, а камоли да дојде на пленарна седница. Очигледно и они од бирото за јавни набавки се вклучени во решавање на спорот со името со нашиот јужен сосед, како што беа вклучени и овие што треба да го подигаат сметот на клинички центар во Скопје. Иако станува збор за сосем нов закон, генерално законот е надграден на косторот на постоечкиот закон. Разликите се во воведување на некои нови постапки, во вредносните прагови за одредени постапки, роковите за доставување на понудите, обидот да се спроведе ексанте контрола на јавните набавки, односно контролата да биде направена пред склучување на договорот за јавни набавки. Меѓутоа, прашање, имајќи го предвид кадровскиот капацитет на Бирото за јавни набавки, дали ние ќе бидеме сведоци на таа управна контрола и ревизија, која што согласно законот треба да отпочне од 1 април 2019 година. Имајќи го предвид капацитетите на Бирото за јавни набавки, не верувам, иако во законот стои таа, како нешто што треба да отпочне да се реализира, дека ќе почне да се спроведува. Генерално ние како држава и немаме многу проблеми околу законската регулатива, него имаме проблеми во имплементацијата на законите, а тоа ќе се случи и со овој закон, затоа што иако согласно препораките цената сега не е единствен критериум, туку ќе биде, мислам, од 1 април ќе биде и критериумот најповолна понуда, како најдобар сооднос меѓу цената и квалитетот, односно трошоците за животниот век на набавената стока. Сведоци ќе бидеме, тоа и законот го дозволува на субјективно одлучување, кога цената не е единствен критериум, субјективно одлучување од страна на одговорните лица кај договорните органи. Иначе, генерално и во државите во регионот, кај кои што покрај цената е критериумот е најповолна понуда, 85% од набавките ја користат цената како единствен критериум. Околу вредносните прагови,
Прво би сакал да кажам за важењето на овој закон, за разлика од претходно, кога законот важеше за набавки над 500 евра, сега прагот е зголемен на 1000 евра за стоки и услуги, односно 5000 евра за работи, односно 12.000 евра годишно за стоки и услуги, со тоа што не треба да се повторат едни исти набавки. Набавките од мала вредност, кои што беа досега 5.000 евра за стоки и услуги, а 20.000 евра за работи, сега се 10.000 евра за стоки и услуги и 20.000 евра за работи, без обврска на договорниот орган да бара од економскиот оператор профил на економскиот оператор, односно доказ за лична состојба во смисла дека не е поведена постапка за стечај, ликвидација, потврда за заплатени даноци од УЈП, туку се бара само потврда за професионална дејност. Колку ова секако ќе го зголеми протокот на јавните набавки низ системот за јавни набавки, меѓутоа колку ќе доведе до исполнување и реализација на јавните набавки со оттргнувањето на обврска за докази за лична состојба е друго прашање. Дополнително е тоа што рокот за доставување на понуди е зголемен од 5 на 7 дена и што може договорниот орган да избира дали ќе оди на набавка од мала вредност или ќе набави во рок од 48 часа преку електронскиот пазар за јавни набавки. Тука се сомневам дека бирото ќе го профункционира овој пазар за јавни набавки и дека ќе имаме задоволителен обем на стоки кои што ќе фигурираат на електронскиот пазар. Се е убаво напишено, меѓутоа дали тоа во пракса ќе профункционира е друго прашање. Поедноставено отворена постапка е фактички постапката барање за прибирање на понуди што постоеше досега, за која вредносните прагови беа 20.000 евра за стоки и услуги, 50.000 евра за работи, сега е 70.000 евра за стоки и услуги и цели 500.000 евра за работи. Колку ова ќе придонесе за зголемена конкурентност и транспарентност на постапките за јавни набавки е друго прашање, праксата ќе покаже. Добро е што од 10 на 15 дена се зголемува рокот за доставување на понуди. Отворената постапка е иста во една фаза, рокот е ист 30 дена за доставување на понуди. Овие се најчесто користени постапки во системот за јавни набавки, другите постапки се фактички почести, односно постапки во две фази со пријава на учество и доставување на понуди од квалификуваните кандидати. Она што мислам дека задолжително треба да го има во законот и на второто читање амандмански ќе реагираме, тоа е потребата од контрола на реализацијата на договорот за јавни набавки. Тука вие имате запишано во законот дека потребно е техничките спецификации и стоката која што се бара согласно тендерската документација дека треба да биде сообразена со понудата и барањето да тие стоки имаат контрола од институции кои што го докажуваат квалитетот, меѓутоа ја немаме обврската на договорните органи, што го имаме кај работи, преку надзорот на градежните работи, меѓутоа кај стоките немаме контрола на реализација. Останува на совеста на договорниот орган дали стоката е таа што е декларирана во самата понуда, особено што создава проблем кај сукцесивните набавки, односно испораката на стока е во неколку сукцесивни наврати. Едно е што е декларирано на понудата, а друго е што доставуваат понудувачите до договорниот орган и не секогаш ја добиваме вистинската вредност за дадените пари. Така да без таква контрола ние пак имаме катастрофа во јавните набавки, затоа што економските оператори ќе прилагодат квалитетот на понудата кај постапките за јавни набавки различен од оној што е деклариран на понудата и различен од оној што го продаваат на слободниот пазар. Околу друга работа е онаа што треба, особено, сега ја не можам како пратеник да ги пресмета финансските импликации, задолжително треба дополнителен
финансиски надомест да добијат сите лица кои што работат, кои што се сертифицирани, одговорни за јавни набавки и членовите на комисиите за јавни набавки, затоа што во пракса имаме бегање од комисии за јавни набавки, бегање од одговорност за спроведување на јавни набавки. Без тоа ние не можеме да на некој начин да ја валоризираме дополнителната одговорност кај овие лица што работат на јавните набавки. Добро е што наместо кривична одговорност се предвидува прекршечна одговорност, меѓутоа и натаму останува во кривичниот законник член 353 оваа злоупотребата на службената положба што им виси на сите одговорни лица што работат на јавни набавки и на сите лица кои што се вклучени во комисиите за јавни набавки. Без дополнителни финансиски средства не можеме да бараме дополнителна одговорност од овие лица што е вонредна во споредба со вработените кои што не се дел од овие постапки.